тоа што го знам и треба да го кажеме дека навистина максимална поддршка ќе дадеме на нашиот кандидат Ѓорѓе Иванов, кој што е сегашен председател и иден председател на Република Македонија, но се разбира и на сите наши кандидати од ВМРО ДПМН и нашата коалиција за подобра Македонија, кои што се на листата, затоа што сакаме да продолжи одличната соработка. Вие знаете дека имавме значајни проекти кои што ги работевме изминатиот период, меѓутоа тие не можеше да се реализираат доколку немавме одлична соработка, се разбира, со владата на Република Македонија, со нашите пратеници во парламентот и нормално законските измени поддржани од председателот на Републиката господин Ѓорѓе Иванов. Ево таа смисла цениме дека мнозинството наши граѓани во се поголема бројка од едни во следни избори ја дава довербата на ВМРО ДПМН и нашата коалиција. Со кандидатот Зоран Илиевски зборувавме малку за оној дел од програмата што се однесува на инфраструктурата, на енергетиката, на развојот на туризмот и воопшто на инфраструктурните зафати кои што се во насока на подобрување на животот. Со вас би разговарал во оној дел што се однесува на развојот на економијата, кој што е најприсутен во она обемна програма од 2046 проекти во однос на индустријската зона Жабени. До каде е развојот? За кратко време успеавте подоста. Сега еве ќе се гради и пругата во најава е со крак до Жабени, што секако ќе го олесни таа комуникација на дотур, на суровини и износ на производ. Значи вака, индустријската зона Жабени е можеби најпрвиот почетен почеток за големи одбрани инвестиции во индустријски зони. Вие се сеќавате, ние првиот мандат кога добивме локалната самоуправа, се судривме со еден многу голем проблем, сериозен проблем, веројатно најсериозен проблем. Тоа е големата невработеност која што всушност ја наследивме од долготрајната транзиција и лошо спроведената приватизација. Голем број невработени наши луѓе. И на отворените денови во комуникација со нашите граѓани, главна тема беше невработеност. Луѓето бараа помош. Размислуваме на многу начини како да им помогнеме. Нашите заложби не раѓаа големи резултати. Јас по сугестија на голем број стопанственици се заинтересирав. Идејата беше да направиме индустријска зона. Посетивме голем број индустријски зони, не само во регионот, значи не само овде, значи посетивме во Бугарија, во Германија, во странските земји. Претходно имав можност јас во Австралија да видам такви, пред да видам градоначелник, такви индустријски зони и едноставно се запативме тоа да го спроведуваме. Направивме инфраструктура, водоводна мрежа, канализациона мрежа, премиерот ни помогна за електрификација на зоната, потоа направивме пречистителна станица и бевме најподготвената индустријска зона за странски инвестиции и домашни инвестиции, се разбира. Морам да подвлечам, ја правевме за домашните инвеститори. Ние не знаевме дека ќе има наплив на заинтересирани инвеститори од странство. И ете имавме среќа, се сеќавате бевме многу напаѓани за индустријската зона Жабени, но бидејќи навистина дадовме големи поволности, а пред се тука морам да подвлечам, владата даде многу добри услови. Најдобри, во поширокиот регион, можеби во европски рамки, најдобрите практично услови ги даде владата. Потоа ние дополнително како општина, исто така преку Советот дадовме дополнителни поволности, така што бевме првата општина која што под одредени критериуми даде 100% ослободување од комунали на инвеститорот. Значи под одредени критериуми. Некој добија 75%, некој 50% и така натаму. Резултатот е дека денеска имаме Кромберг и Шуберт. Тоа е еден интернационален голем бренд, германска една фирма, која што во моментов има вработено 1200 наши граѓани. Значи навистина голема бројка, 1200 граѓани, замислете, тоа се 1200 семејства кои што имаат екзистенција од индустријската зона Жабени. Се гради уште една фабрика, Виндор, тоа се ни наши пријатели од соседството, а за непол месец и пол очекувам да започне изградбата на трета фабрика. Тоа е еден наш сограѓанин кој што долго престојува во Австралија. Тоа ќе биде фабрика за преработка и производство на чипс. Значи, тоа ќе го правиме. Исто така се очекува да се отвори една голема гасна централа, нова млекара и така натаму. Значи, имаме продадено 39 парцели, имаме 29 инвеститори. Едноставно очекувам овој период, сите кои ќе ги завршат своите проекти, да дојдат да побараат одобрение за градење. До сега, јас имам подпишано 8 одобренија за изградба на фабрики,
Така што очекувам ова лето негде 3 до 5 фабрики да започнат да се градат, а оние што не се толку големи и да се дозавршат во текот на оваа сезона. И не само во индустријската зона Жабени. Ние имаме исто во периферијата на Битола неколку можности за изградба на стопански објекти, така што оваа соработка што ја имаме, на која што веќе се навикнавме, затоа што практично најголемиот дел од лата се и мои лични пријатели, лесно имам пристап до нив. Навистина, секој предмет динамички се движи и едноставно во интерес ни е на сите да направиме што подобри услови за инвестирање. Сега би ве прашал вака, вие по вокација сте уметник, Да. сте актер, Да. сте градоначалник во најфилмскиот град во Да. Македонија. Мариово што ви е во непосредна околина стана сцена за снимање на многу филмски моменти во Македонија. Предходниот состав на владата, предходниот парламентарен состав овозможи развој на културата со градење на нови објекти, со развој на таа цела гранка, што би се рекол, општествена гранка. Каде вие и Битола се препознавте во целиот тој проект? Што се сработува во Битола на тоа? Да, значи видете, ние веројатно сме за сега единствената општина која што имаме посебна маркица за филмски студија. Веќе имаме добро искуство, последниве неколку филмски проекти што се од домашно производство во делови се снимани во Битола. Токму на ова место овде на Магнолија, во 80% токму во овој објект Каршина се снимаше до Балчак, например. Малку подолу беше Балканот не е мртов. Од другата страна, кај старата општина беше трето полувреме сниман. А низ целиот град и во околината беше, ако се сеќавате, имаше една турска серија Збогом Румелија, дојдоа на 3 месеци и остана 3,5 години. Така што ние во касарната веќе го заживеавме тој проект, имаме изградено едно малечко градче со неколку улици. Се надевам дека идниот период, што конечно ќе замине економската криза, дека филмаджите почесто ќе не посетуваат, а ние сме подготвени и со простор, и со објекти, и со услови за сите филмски екипи кои што сакаат да прават филмови во Битола, ги покануваме, бидејќи Битола и околината е најверојатно едно од најубавите отворени филмски студија на Балканот. Ја имаме традицијата, ги имаме условите, го имаме односот како култура, така што Економски значајно тој дел. многу. Имате многу, нели, а и би рекол битолчани се и убави луѓе за статистика. Да, не само тоа. Мислам, видете, Збогом Румелија овде потроши за тој период 8,5 милиони евра. Значи, тоа е бенефит за сите наши граѓани. Сите филмови оставија своја позитивна трага. И мислам дека тоа е исто индустрија. Ако сме знаеле да направиме една индустријска зона, јас искрено да ви кажам, до Жабени, додека не дојде таа идеја с фабрика во живот нема видено, па успеавме да направиме нешто што е за убав позитивен пример во Република Македонија. Тогаш, доколку има заинтересирани, секако дека и филмската индустрија, нели, тоа е индустрија, е голем бенефит, не само за Битола, туку за цела Република Македонија, и убеден сум дека следниве години тоа максимално ќе го развиеме. Може би развојот на, вака, кога одиме по општини, по градови, кога разговарам со луѓе и со голем дел од уметниците, даваат својата подршка за ВМРО ДПМН. Може би токму тоа е причината што и многумина застанаа за ВМРО ДПМН, се вклучија во кампањата, се вклучија за председателството. Па видете, ВМРО ДПМН е всушност концепт. Тоа е идеја која што максимално се реализира во животот. Ние навистина ништо друго не правиме освен она што го имаме во програмата, го ветуваме и максимално се трудиме да го направиме. Секогаш до сега имавме среќа, правевме многу повеќе од она што е во програмата. Се разбира, имаме краткорочни проекти, имаме среднорочни, имаме долгорочни проекти. Индустријската зона Жабени, филмскиот град, тоа се долгорочни проекти. Меѓутоа луѓето гледаат дека ја подобруваме околината, дека условите за образование се подобри, луѓето гледаат дека бензинскиот систем се средува, здравството, инфраструктура општината се подобрува, не се влошува, и кога ќе споредиме, а и тие споредуваат, нели? Нив им е проверено дека со нас се на сигурно. Споредено со 2005 година кога прв пат дојдовме како локална самоуправа, Битола беше еден мрачен, запуштен Балкан град со глутници кучиња по улиците, за разлика од денеска каде што навистина голем дел од потенцијалот и она што го има како капацитет, Битола го ставаме во функција. Ги модернизираме сообраќајниците, се обидуваме колку што можеме да имаме добар пристап до сите села,
до руралните општини, реконструираме училишта, градинки, нови градинки. Значи по програмата за локалната самоуправа запишаме 100 улици во овој мандат сега, од кои што 1/3 веќе минатата година направивме. И морам уште еднаш на крај да ви кажам дека сето тоа е добро, но мислам дека вака одделно не можеме да ги гледаме работите. Само заедно, значи ако го имаме парламентот, и имаме поддршката од владата, се разбере дека и ние општините максимално даваме поддршка и имаме бенефит. Заедничкиот бенефит е создавање подобри услови за живење на сите наши граѓани. Тежиштето и понатаму ќе продолжи создавање на услови за решавање на најголемиот проблем невработеноста. И како што видовте и во програмата на владата, таму има еден акцент. Така што мислам дека и вечерва ќе имаме голема посетеност на плоштадот Магнолија, а тоа значи максималната неизменна поддршка за ВМРО-ДПМН, за нашиот премиер и за нашиот председател. Како градоначалник ќе ве оставам да бидете соцоите со граѓани, нели како нивен татко, нели условно да уживате заедно во програмата и да го посетите делот.